Значи се виде веќе дека таа екипа има услови и квалитети за високи достигнувања. Ние веќе првата година во купот на УЕФА 3 кола поминавме добро и паднавме на крај со Келн на еден чуден надпревар кај што победивме дома 2-0, таму изгубивме 3-0. Малце имаше еден гол од опсаид, мислам дека малце така и ние не се снајдовме. Ја не играв тој надпревар, има 2 жолти картони, али помина тоа, али се виде дека снагата на екипата. Има штоф. Има штоф, да. И веќе следната година и со доаѓањето на Миле Белодедич, морам да го напоменам тоа, кој се компонира фантастично со Илија Најдовски, беа една цврста одбрана, еден непреоден тандем позади и мислам дека веќе бевме зрели за високи достигнувања. Одлично тргнавме. Почнавме прво коло со Градскопер Швајцарија. Градскопер во тој период одличен тим, затоа што има одличен тренер. Тренер им беше Отмар Хицфилд. После беше тренер во Борусија Дортмунд, освои куп шампиони со Дортмунд. Па после во Бајерн. Меѓутоа, првиот надпревар кикснавме дома 1-1. Не изненади. И публикава разочарана. Па добро, малце да. Не изненади Градскопер со една одлична игра во Белград. Одлична игра. И ние веројатно свесни на своите квалитети, едноставно разговаравме меѓу себе и рековме идеме отворено во Цирих, нема тука без разлика што играме на страна, добар тим сме и мора да идеме на победа, не смееме да испаднеме уште у прво коло. И навистина така се случи. Истрчавме на терен, одигравме еден феноменален надпревар. Морам да признам дека тоа е една од моите подобри интернационални надпревари. Го постигнав првиот гол, што беше многу значаен да се отвори резултатот, jer највише не мора да бркаш гол, значи веќе си го дал. После малце ни се отвори простор на полу контри, мислам дека ги растуривме, 2 пенала имаше врз мене, Роби ги даде просинечки 2 гола, еден даде Радиновиќ и 4-1 го победивме Градскопер, оставивме на страшен печаток. Хицфилд имаше изворедни после во медиумите пофалби за нас, каже дека во негова кариера ова е една од посилните екипи против кои што играл. И после веќе стекнавме соки некако само доверба, дојде Глазгов Рейнџерс. Во тој период беше Глазгов Рейнџерс доминантен, не е како сега последниве 10 години, сега е Селтик доминантен во Шкотска. Глазгов беше првото шкотско име, фудбалско. Во тој период беше Глазгов доминантен. Меѓутоа дојде Глазгов во Белград, полн стадион, ги победивме 3-0. Тамо се знаеше, имавме голем резултат. 1-1. Ја го дадов тамо голот исто, прекрасен го дадов во Глазгов, атрактивен со маказици. И после дојде Динамо Дрезден. Сега знаеш некој дека ние не сме го прателе, не сме пратели Источна Германија, кога ќе речеш Динамо Дрезден е Источна Германија. Источна Германија беше олимписки шампион. Али Источна Германија, тоа се германци со исти менталитет. Не, тоа има фудбал. Ама менталитетот им е исти, само се политички беа поделени. Да. Многу силен тим. Динамо Дрезден тим беше на времето, се сеќавам, го каневме и во Скопје на зимскиот турнир на Вардар, учествуваш. Ти беше во клубот кога бевме и на еден силен турнир во Дрезден со Вардар. 84-5 година. Кај што си поминавме убаво и го освоивме првото место на тој турнир. И ние знаевме дека германци се германци, нема зафркавање. Меѓутоа, па ќе кажам, одигравме и во Белград фантастичен надпревар, препон стадион. Повторно 3-0 победивме и јасно беше дека големи се шанси да идеме во полуфинале. Во Дрезден почна многу лошо реваншот. Прва, втора минута пенал за нив. Го дадоа 1-0. Леле, знаеш она. Па знаеш како, ти се појавува сомнеш. Да. Сепак 1-0 во втора минута се стига. Меѓутоа пак све си дојде на свое место, стабилизиравме, добро одигравме. И ја Део изедначи 1-1, ја дадов после него гол 2-1. Спомени некои имења од таа Црвена звезда, еве Део го спомена, Десен бек Радиновиќ, лев бек Маровиќ, 20 изворедни бекови офанзивни, технички одлично подковани. Во последни бекови беа Илија и Миле Белодедич. Во везната линија играа Југовиќ, Стошиќ, Просинечки, Савичевиќ и ја и Бинич игравме напред. Значи тоа беа најчесто екипата. Бинич беше многу брз играч. Да, Бинич беше еден фудбалер атлетичар. Значи со едни перформанси страшни, една долга нога, еден чекор долг и
Тоа му возможно. Па е кога го гледаме Хусейн Болт сега рецимо. Има чекор еден кој ќе испружи ногата страшно брз. И тоа Роби го знаеше, го користевме, ќе му е гурне Роби, пошто тука играше измеѓу два играча, он ќе претрча и задачата му беше да изцентрира, па сега кој се најде тука да се направи одредена ситуација и најчесто така и беше. Така да и во Дрезден поминавме добро. Полуфиналето дојде Бајер Минхен. Што да се збори за Бајер Минхен? Екипа која во својата историја, мислам и во европскиот фудбал, играла најповеќе во полуфиналиња и четвртфиналиња од сите други екипи во историја. Бајер, кога и да е, кај и да е, секогаш Бајер. Силен, со една добра екипа, репрезентативци, Штефан Ройтер, Бендер, Колер, центар халфот со бркчињата. Да. Во везна линија страшни играчи беа Том, репрезентативец на Германија, Ефенберг, напред брат му на Лаудруп под малиот, страшен дриблер, заедно со еден центарфор добар Волфард, повремен дриблер. Значи добар тим, не смеш да го потцениш. И сега рековме, ако сме зрели за да си иде до крај, мора да го поминеме Бајер. Нема тука сега, мора тој комплекс. Сме стигнале до тука и сега. Мора тој германски комплекс да го отфрлиме од себе. Таа нивна упорност, традиција и така натака. Отидовме во Минхен. Морам да кажем, дека имавме голема помош од навијачите на Црвена звезда кои живееа во Германија, од сите народности и националности. По ја мислам имаше 25.000 навијачи на стадионот на Минхен за Црвена звезда. Едноставно се осетивме како дома, искочи од нас Травот, излезе, одигравме еден феноменален надпревар. Нормално, Бајер Минхен имаше малци иницијатива поише од нас, што и логично домашни се, али ние одигравме паметно со една лесна одбрана и брзо трансформирање во тие полуконтри. Направивме две добри акции, 2 гола, победивме и ете, на крај после се израдувавме, рековме ете можеме, видовме дека можеме и го чекавме реваншот во Белград. Што се случи во Белград? Значи, се наполни стадионот, добра атмосфера, изборевме предно премерот да го изфрлиме на балканското од нас малце понекогаш оној егоизам кога доаѓа и сега јас да бидам тој што ќе реши и така. Значи да го нема тоа, да идеме како колектив и дале и понатака, али прво по време 1-0 победовме, Миха да е добар гол слободен удар, али себичност почна малце да доаѓа тоа до израз. На полувреме имаше малце и карање меѓу нас, имаше и малце викање. 2-3 пати имаше ситуации кои требаше да се враќа топката, у две ситуации јас бев слободен, сами сакаат да завршуваат. И ја им кажав на полувреме, викам, момци, викам, не се зафркаваме, може да ни се освети ова. Почна второ полувреме, го прими Дика Стојановиќ, тој несреќен гол слободен удар, не би го примил никад повеќе. Ја заустави, полека меѓу нозе, ама кога сака, и малце ни влезе некој црвче. После тој гол се збунивме, за 15 минути уште еден гол ни дадо. Еве, Бајерн го стигна резултатот. И док искочиме од тој шок, ти многу си бил присутен во боксот, од тој нокдаун. И стварно ни требаше до 10 минути. Во тие 10 минути има уште една шанса и статива погодија, ако влезеше таа готово. И последните 10 минути пак наваливме, се освестивме. И ете имавме малце среќа на тој притисок што го правевме, да си даја Аугенталер автогол. И мислам дека среќата малце и Господ што се вика не награди, затоа што знаеш сепак спортистите ја заслужуваат среќата. Тој гол како беше, нешто леташе топката. Михо направивме на долга акција, дупли пасеви 2-3 пати и лево на Роби му ја даде на Михајловиќ, лошо ја центрашут и ја тука со Аугенталер, он пред мене да ја избие, ја удри лошо, наназад вака го окрзна. Нешто полувисоко беше, се вртеше. Со интересен фелш, Аугенталер, голманот, немаше представа кај се наоѓа за среќа и он мислеше дека е доволно малце да ја чепне и он ја чепна, уствари беше малце понапред и влезе. И беше многу смешен гол, али па ќе кажам... Ама многу вреден. Многу вреден. И јасно ни беше кога падна голот дека готово, се пласираме во финале. Али па ќе кажам, среќата спортистите ја заслужуваат. Тука нема дилеми, во било кој спорт мора да ја заслужи среќата. И онда беше огромно славје, траеше тоа 2-3 дена и после рековме, добра, ајде доста сега славење, уште не сме завршиле ништо. Да не останеме само како
некои генерации што дошле до финале, значи да се подсетиме, 60-та година репрезентација на Југославија финалист на Европско првенство. Изгуби финале. 68 исто на Европско првенство Југославија финалист. Партизан финале. 65-та. Значи дај викам да бидеме први што ќе го направиме тој исчекор. И мислам дека тоа беше една од нашите најнапнати, најстегнати, секако и најслаби надпревари. Мора да бидам искрен. Тука има и тактизирање. Али Зоки, финале е финале, мора тоа да го разбереме. Голем влог е во прашање. Некогаш ја жртвуваш убавината на играта да стигнеш до саканиот резултат. Така е, тоа и Љупко ни го рече. Не е вика проблем за нас, ние сме тактички и технички спремни. Можеби сме технички посупериорни. Југословенската школа секогаш била таква. Али дај вика еднаш да одиграме за резултат. И дојде тој надпревар со Олимпик во Бари. И дојдовме со Олимпик со таа наум, со таа мисла да одиграме надпревар еднаш како што треба и да играме на резултат, као италијаните. Алегри вика, сега кога го гледавме пред Јуве и Бајерн, вика, јас сум задоволен и со 0-0. Значи, тоа е кај нив нешто најнормално. Едноставно, он тоа ни го објасни дека и ние така треба сега да размислуваме, и така размислувавме. Одигравме доста цврсто, тактички доста тешка утакмица, без многу возбудувања, без многу 100% шанси. Може би од време на време Марселј имаше понекогаш и поголема иницијатива од нас, али издржавме и на крај дојдоа пеналите и успеавме да... И последниот пенал? Па последниот пенал, знаеш што беше добро? Добро беше што во првенството на Југославија во тие 2-3 години, кога ќе заврши нерешено надпреварот, мораше да се изведуваат пенали за да има победник за еден бод. И да си играл нерешено, ако изгубиш на пенали, нема бодови. Тоа беше една интересна замисла на Милјанич и на составот на ФСЈ. Еве сега ме врати на вистина за тоа време и... Па тоа беше за да се избегне евентуално договарање за нерешен. Jer и да играш нерешено, пак еден нема бод. Да, тој што ќе победи на пенали го освоја, другиот ништо, ако нерешено заврши. Да, и некако бевме навикнати на тие пенали, и не знам, без разлика што беше финале, кога дојда пеналите, сите некако бевме сигурни, сум уверени, пошто шутиравме во првенство, и тоа на крај се покаже како добро. Сите бевме добри реализатори. Последниот пенал, ја по некоја навика и во првенство на Југославија последен останува да шутирам, остана на мене последниот. Морам да бидам искрен. Сега што ти се вртеше во... Кога го шутираше четвртиот пенал Мозер од Марселј, центар халфот, сакав да го промаши, за да не ни дојде до мене да решаваш. Ама го даде и сега идаме на кај од центар на кај 60 терези, ништо, само гледам нагоре, викам, о Боже, викам, немој сега, викам, да промашиш. Па знаеш како е? Ќе те памтат или по тоа што си го дал, или цел живот ќе те памтат по тоа што си го промашил. Нема друго. За среќа, јас секогаш го гледам голманот, дали мрда, дали легнува, ама Олмета, искусен голман, ме чекаше до последен момент. Не знаеш кај ќе тргне. Не, ја полека трчам и кога се сломи, и затоа е у последен момент, топ, само шутнав, затоа не изгледа дека е блиску на 1 метар од него. Ама знаеш кога се сломи, кога се скрши голманот, не може више. Не може да се врати, тој и на пола метро не може да се врати. И тоа е, дигнав раце, радоста беше огромна. Со Дика Стојановиќ први тука си ја поделивме радоста и тоа е историја. И беше освоен купот на Европа, после дојде и интерконтиненталниот куп во Јапонија. И таму победа. Тој надпревар како мина, со кој противник беше? Отидовме во Токио, играше Коло-Коло, еден извореден тим, со неколку бразилци. Да си првак на Јужна Америка треба да си силен, нема тука филозофија. Таму има аргентинци, бразилци, тоа е позната работа. Кој да е првак, добар тим е. Малце бевме скептични, дали ќе освоиме сигурно, затоа што, пази, отиде Маровиќ 1, Стојановиќ 2, Шабанаџевиќ 3, Бинич 4, Просинечки 5. 5 стандардни противници си отидоа во странство. Ајти на денешна Барселона, тргни им 5 стандардни противници. Дали ќе биде истата? Друга Барселона. А тоа, сакам да ти кажам, само сакам да дадам на луѓето
една слика колку Звезда беше силна еве и без нив. А со нив, јас сум сигурен дека и во санкциите следната година ќе игравме у финале на Куп шампиони. Сигурен сум. Ама без нив беше објективно тешко. И тој натпревар со Коло-Коло. Го победивме 3-0, победовме 1-0, добра акција. Део направи една мала глупост, доби црвен картон без потреба, го испровоцира. Али со играч помал се издржавме второ полувреме, дадов му уште 2 гола и само уште една што ја покажува силината на таа Црвена звезда. И го комплетиравте успехот на Црвена звезда со 2 титули во една сезона. Со 2 големи титули кои се многу тоа значени. беше таа година за која што говоревме кога ја освои златната. Така. Тоа беше и моја најуспешна и на клубот најуспешна година во историјата, апсолутно. Доволно е да се каже дека Дарко е нашиот фудбалер на векот, он изминатиот, за 21-иот допрева. Интересно е, еден од ретките фудбалери што јас барем од самиот почеток на неговата кариера па до крајот, добил можност да го гледам во живо, да се радувам на неговите голови, па и професионално да растам со него, зашто како фудбалски коментатор, кога го викнете она гол, а тоа легнува на сите што те гледаат и слушаат, тоа значи дека задоволството е 100%. Добро, најголемите успеси ги постигна во дресот на Црвена звезда. Бев присутен, мислам дека 29 мај 1991 година беше Бари, кога беше, би рекол на некој начин, човек на одлука да ги реализира сите фудбалски желби, не само на љубителите на фудбалот, навивачите на Црвена звезда, тогаш и на сите југословени, иако федерацијата веќе беше на, би рекол, на листата на растурање или на раздружување. Тој гол од 11 метри влегува веројатно во историјата на европскиот, на клубскиот, на светскиот фудбал. Секако тој е гол на кариерата на нашиот најуспешен фудбалер, иако ако Дарко го прашате кој е најубавиот гол за него или гол на кариерата, можеби има некоја и друга определба. За мене тој е гол, иако го постига во дресот на Белградска Црвена звезда, а не на неговата и нашата голема љубов Скопски Вардар. За Дарко да додадам уште и тоа, дека многу фудбалери со бројот 9 сум гледал. И на кого најмногу ми личи, не знам дали ќе биде тоа комплимент за него или не, но на Герт Милер. Дарко реагираше брзо. Да постигнеш гол сигурно не е така лесно. Но кога Дарко, како и Герт Милер, ги тресеше противничката мрежа, тоа беше на наједноставен начин. Дарко една ноќ или утро се едно ми го разубави во студиото во телевизија Скопје, бев осамен, беше негде 4 наутро. Тој и Илија, тамо некаде во далечниот Токио, застанаа на врвот на светскиот фудбал, на самиот покрив, повисоко нема. Беа победници на светскиот клубски фудбал, пехарот во рацете на Илија и на Дарко, или во Дарко или Илија, sejedno to je nešto što ne se zaborava. Se vraćam od studioto, prazne ulici i Skopje, no gledав i mnogo zapaleni svetla во кутиве од домовите, значи го гледаа сигурно патот на нашите фудбалски великани до светскиот фудбалски олимп. Можеше Дарко сигурно и повеќе да постигне отколку да биде и само златна копачка на Европа. Се сеќавам, беше јуни 1990 година,
кога присуствував на историјскиот момент, кога двајца македонци заиграа на едно светско фудбалско првенство. Дарко Панчев и Вујадин Станојковиќ, беше 16. јуни 1990 година Болоња против Колумбија, победа од 1-0, потоа Дарко против Уединетите Арапски Емирати и постига своите први 2 гола. Значи, Дарко е нешто што секогаш ќе биде предизвик за сите љубители на фудбалот во нашата земја, која била љубители, веројатно треба да се коригирам, на сите идни носители на дресот број 9 во својата фудбалска кариера, барем да постигна дел од она што Дарко го постигна. Сега, ти стануваш централна фудбалска фигура во поранешната Југославија. Те бараат клубови. Да, веќе почна тие мешетарења, да бараат големи клубови. Интер, како дојде Интер? Па прво, да кажем дека Реал Мадрид доваѓаше 2 пати председателот на Реал Мендоза, тогашниот, 2 пати доваѓаше во Белград со приватен авион да преговара за да ме земат. Не се договоривме. Кројф беше тренер на Барселона, исто имаше контакти да одам во Барселона. Со Милан потпишав преддоговор, со Галијани. И ден денеска се пријатели, се гледаме и така натака. Кога се видиме, ги евоцираме спомените. Милан имаше еден проблем, зошто не остана во Милан, а потпишав преддоговор. Затоа што Милан рачунаше да ги тргне тројцата холанџани, да донесе нови играчи. Пошто они останаа, а тогаш беше правилото да играат 3 странци, требаше да има 8 странци Милан. И тоа беше премногу. И од таа причина се решив додам во друг клуб. Тука се најде Интер, можеби Тогаш човек... кој беше Пелегрини? Тогаш беше Пелегрини председател. А Банјоли или кој беше? Банјоли беше тренер. Една екипа која е објективно немаше резултати, дури ја кога дојдов таа година не беа пласирани ни во Куп УЕФА. Замисли. Не, ама и многумина се зачудија еден врсен стрелец дооди во Интер кој негуваше претежно дефанзивен фудбал уште од времето тамо 60-тите години. Значи, да сум го знаел јас тоа, некој да ме посоветувал, можеби ќе го послушав. Ги немав ја тие информации искрено толку. А дефинитивно си во право, значи екипа која игра тотално дефанзивен фудбал. И после мене дојде и Беркамп и други играчи, они се чудеа. Викаат што е ова? Знаеш, Беркамп дојде после една година после мене. Со тебе дојде Соса, ми се чини и Шалимов. Да, Шалимов го спомена, да. Пази, и Замер. А Шалимов веќе беше во Италија, во Фоџа. Али пази, дојде и Замер Матијас. Да. Со кој што сум и денеска у контакт, добри пријатели сме. Замер си отиде за 6 месеци. Осети дека нема осети дека нема екипа, дека нема атмосфера. И паметен си отиде. Ја можеби требаше го направам како него потез. Колку време остана ти? Ја 3 години бев. 3 години во Интер. Со една мала пауза од 6 месеци во Лајпциг. Тоа одењето во Лајпциг беше по зајмица од Интер. По зајмица. Гледав таму, извадив, имаш одиграно 290 лигашки надпревари во клубовите кај што си бил, си постигнал 175 голови. Значи, Интер, Лајпциг, Интер и ја завршуваш меѓународната кариера. Фортуна Дизелдорф една година. Да, во Фортуна беше. Со Александар Ристич тренер. Да, Ристич беше тренер. И завршувам во Сион. И во Сион. Да. Види, голем дел од публиката не знае. Не сум го зборал тоа, не сум сакал ни да го експонирам. Значи, од моето неиграње во Интер, од тие 2 години, почнав да се повредува, што е нормално. Да. Jer го губиш континуитетот, го губиш тонусот на масата, друго на мускулите. Друго е само тренинг, друго е кога тренинг и надпревари. Почнав да се повредувам, првпат ми се случи тоа во Интер, листот го повредив на левата нога, малци имав 2 сантима ожилјак, ми пукна листот, ми требаше 3 месеца пауза. Истото ми се случи у Фортуна у Германија и веќе полека почнав да размислувам за завршување. Да, меѓутоа заврши во Сион. Заврши во Сион, кај што играв многу малце надпревари, повторно заради повреди, 5 надпревари играв, дадов 1 гол. Званично у клубот освоив и ја титула и куп, меѓутоа
мојот учинок е Добро, ама си бил член на Сион, кога имал двоен триумф во Швајцарија. Интересно е што во Сион одиграв еден надпревар во куп на купови и дадов гол. Значи, фактички испаѓа дека сум играл, не знам дали у Македонија има играч што играл во сите три надпреварувања, куп купови, куп УЕФА и куп шампиони и има даено голови. Да. После Сион завршувам кариера. Завршуваш кариера, во меѓувреме настапуваш и за македонската репрезентација. Да, во меѓувреме да. Од тој период кога се добра формираше генерација, репрезентацијата. Да, добра генерација. Почињаме од нула. Ни падна многу силна група. Шпанија, Белгија, Данска. За првите го добив квалификации. Го несреќен црвен картон во Скопје со Данска. Доаѓа европски првак, одигравме фантастично. Ми дава на центар црвен картон судијата, а свири фаул за нас. Мислам, една контрадикторно страшна. Значи, тебе те казнува, а прекршок како сега за се сеќам. Македонија. Како сега се сеќам, на полу контра на центар Јансен ме влече и ја вака правам да му ја трнам раката и дали го закачив, дали он изфолира, не знам. И сега свири фаул за нас, чекај. Мислам, имаше тенденција, мислам, да им помогне малце, дефинитивно. И штета и што ми даде црвен картон, се растори некако таа желба и атмосфера. Не направивме ништо. Иако мислам дека беше грешка и на Сојузот, и понатака и на новиот селектор што дојде, мислам дека беше Ѓоко, што многу брзо се откаже од сите тие играчи. Мислам дека таа генерација можеше барем уште еден циклус да одигра, да пруши добри надпревари. И тука доаѓа практично крајот на твојата играчка кариера. Тоа беше нивна одлука. И тука постепено доаѓа крајот. Многу брзо завршувам на 32 години неполни. Кажав веќе од повреди. Ми се смачи веќе да идам со помали клубови. Сепак ја бев играч за успеси, за големи клубови. Не бев научен. Тоа си освоил две титули најголеми. Не бев научен да играм помали клубови, отидов чисто колку да завршам кариерата и така и беше и се вратив во Скопје, прифатив да бидам одма Вардар, директор. Дојдов во еден лош период на Вардар, со многу турбуленции. Резултатски имавме успех, освоивме куп на Македонија, еден трофеј. Меѓутоа немав моќ да ги средам состојбите во клубот. Ја бев сепак само спортски директор. Истото се случи и после во 2007 година со Брацо и со Боро. Значи ја немав моќ да ги средам состојбите, а како спортски директор имав солиден успех, освоивме куп. Да. Значи два пати бев директор, два пати освоив куп. Се повлече, меѓутоа, мислам дека добро би било видов дека на сила не Дарко Панчев да се врати во македонскиот фудбал, зашто е име и презиме, бројни пријатели, тоа од врвот на светскиот фудбал, а тоа за ова наша Македонија е многу битно во овој момент. Се сложувам. Значи, ја не бегам од тоа да се нафатиме, да работиме, да помагаме, меѓутоа, верувај ми, јас сум овде роден, ја знам нашава средина многу добро, нашиот менталитет го знам многу добро, и ја многу пати сум им зборел и на вистинските љубители на фудбалот, ја вака сум им викал, абе, зошто не влезете во фудбалот? Ја викам, добро, фудбалот не чини сега, не ви чини, не ни чини. Па зошто, викам, кој идете на стадион, не сме ве чуле да протестирате против раководството, против председателот? Ако не чини. Ако не чини. А јас да бев на тоа место председател, тогаш сите ќе свирите против мене. Значи не можеме ние со тој менталитет да одиме напред. Мораме да го менуваме тоа. Да, добро кажа ова. Ама тоа е вистината. Значи ја да бев претседник на ФСМ, а да не на состојбите, па ја немаше да можам да улица да излезам. Да. А сега затоа што е некој друг за нив непознат, не го ни знаат, не им смета тоа. А ако се состојбите катастрофа? Има вистина во ова што го зборуваш, Дарко. Да. Вистина, таков народ сме, ако е некој популарен од оние поранешните спортисти, така е. Постојано ќе биде на удар, како да бараат и таму да дава голови. Знаеш, ама не смееме, мораме ментално малце да се издигнуваме над тоа, знаеш. Не смееме така, еве јас знам и во Вардар, кога дојав 98-7, тогаш управата, ја не одлучив, управата одлучи да ми дава 2000 марки плата, марки беа тогаш управата. Ја не ни земав плата, немаше пари Вардар доволно, проблем имаше. Али тоа направи едно таква возбуда меѓу некои новинари, меѓу навијачи. Како сега он да зима плата? Значи, одма им смета некој кој е успешен и сега уште ако изима плата, одма им смета. Па ја им викам, чекајте бе луѓе,
Па еве Зидан заработил 100 милиони. Еве сега не игра во Реал, беше управа на Реал, зима 4-5 милиони евра плата. Значи тоа е нормално на запад. Како сега, значи некој да работи, а да не зима ништо. Кај нас не е така, Дарко. Кај нас повеќе одиме на импровизации. Заради тие импровизации не можеме да заради тоа сме тука. До некој квалитет. Така, меѓутоа, знаеш што ми е поентата? Ако е некој успешен, а треба да зима плата, им пречи. А ја им викам, добро бе луѓе, директорот на Мобибак, имаше тогаш маđар, странец, зима 20.000 марки плата. Абе, зашо тоа не ви смета, викам? Или еве сега на навијачите, зашо не им сметаше директорот на Вардар 5.000 евра имаше плата? А ти како лично со спортот си далеку пред тој на Маđар Телеком. Ама ниф им пречи затоа што си ти тој, затоа што си успеал и сега уште и плата да зима, тој им смета. А некој што не им смета, што не успеал, не им смета. Е, тоа не смееме, у тој правец мораме да ги менуваме, како ти кажам, размислувањата. Тоа не е добро. Секој што работи треба да се заработува. Треба за својот труд да заработува, без разлика дали пред тоа заработил. Што е тоа важно? Треба да си го цени секој труд. Токму тоа сакав да го кажам, импровизација да нема, да си се поставени работите на свое место и да се знае кој колку вреди и да биде наградуван. Апсолутно, да. Нема дилеми околу тоа. Е, сега кажи ми, каде ја гледаш перспективата на МАК фудбалот, како на репрезентативно ниво, така и на клубско? Ова исто што го реков се односи на фудбалската федерација. Значи јас, за да не рече дека не сум бил активен, дека не ме интересира нашиот фудбал, нели се пријавив за председател пред 10 години. Да. Не ми избра. Е, после некој ми вика, абе и ти требаше, вика, да ги купиш делегатите како он што направи. Викам, чекај бе, викам, ја не влагам тамо, не е ова пазар, викам, јас да ги купам делегатите, и што после ги си ги враќам парите. Треба да правам махинации. Ја ако влезам тамо, ќе влезам во интерес на фудбалот, да ги следуваме состојбите, да ги подобриме условите. Значи, све е испревртено. Страшна работа. Една страшна девијација во нашиот спорт. А инаку фудбалери има, таленти имаме, макар што ми се чини дека... Ние сме талентирана нација. Некако не е тој квалитет како во минатото, на кога почнуваше ти да играш. Ги спомнавме тие генерации, Пепи, Томче, Гордан. Се сложувам. Меѓутоа да не заборавиме, Тони. Вардаровата школа у тоа време беше феноменална со едни изворедни бивши играчи. Го спомна Пелистер и Пепи, Тони, Цапар. Па кој им беше тренер во Битола? Можеби најголемата тренерска легенда у Битола, Бутлевски. Значи, зашто ова ти го зборам? Ја и на денешниве тренери тоа им го кажувам. Првата грешка основна денеска е што се удара акцент на плаќање на чланарината. И тренерите прво во паметот што име да имаат 70-80 деца за да соберат поголема плата. Нема работа со 70 деца. Точно. Мора да работи со 20 деца најталентирани да ги научиш. Направиш селекција и да ја форсираш. Ево моје време беше така. Значи, не е точно денеска ги слушам дека викаат нема услови. Не е точно. Па во моје време имаше потешки услови. Никакви топки, никакви терени. Па денеска има 100 пати подобри услови. Но подобри копачки, подобри фудбали. Овие со вештачка трева може цела сезона да се игра. Денеска нема работа. Цела година. Нема тренери добри во пионерско-младинските школи низ Македонија. Работи кој стигна. Значи мора да има фудбалски имиња. Не е важно само да завршиш диплома на факултет и да земеш лиценца. Мораш да си бил нешто, да имаш нешто во главата фудбалско, да си го прошол тоа 10 години, за да им го пренесеш на децата. Е, тоа е според мене основниот проблем зошто нашите таленти денеска пропаѓаат. Не се работи доволно добро во школите. Дефинитивно јас сум убеден во тоа, а не дека нема услови. Добро што го каже и ова твое мислење за селектирањето, за младите во фудбалот и за откривањето на таленти, кој треба да работи со тие таленти. Апсолутно. Тука некаде се ближи и крајот на емисијата, со тебе можеме да разговараме до вечер, што се има многу вели. Работи, анегдоти, почнавме наутро да ја снимаме емисијава. И за семејството, тоа ми е вообичаено прашање на крајот од овие емисии. Веројатно и самиот, и не само ти, јавноста наша може да примети дека со Маја, нели, живееме онака еден нормален живот, си се дружиме со нас и другарчиња, немаме некои, бог знае какви захтеви за да се покажеме сега да не видат дека сме ние тие. Најнормално си функционираме, во тој дух и ги воспитуваме нашите деца,
имаме две ќерки, едната е поголема, Надица, помалата Марија. И Надица колку години? Надица напомни? има 15 полни години, уште малце Марија? 16. Марија уште малце ќе полни 11 години, така да За школата не прашувам. за школа деца, оди, деца како нормално деца, учат. нормално си учат, добро се трудат. Така да па ќе кажам, децата се сепак олицетворение на родителите. Точно. Од своето И домашно затоа велимо на домашното воспитание е домашното остав. воспитание е најважно. Ние се трудиме во тоа да бидеме како што треба, затоа што па ќе кажам со Маја функционираме најнормално. Многу пати луѓе што не знаат ќе речат еј ама нормални, ама сте нормални. Па какви треба па да ние сме бидеме? нормални, зарем ненормални да бидеме. Така да тоа се малце. Кажи ми како се смешни чувствуваат ситуации. керкичките, еве, бидејќи се керки на еден голем фудбалски јас. Не сакавме да им збориме Зоки, кои сме што сме, верувај ми. Надица е више голема, разбира, али она кој беше мала и малата, до вчера не ни знаеше, немаше представа. Она сега гледа дека со мене се сликаат, бараат аутограми некогаш. Ќе ја гледаат и И ова полека емисија. почна да сваќа. И сега полека и у школа избора другачињата и она сваќа сега дека татко и нешто бил. Не. Иначе ние не ги замараме со тоа, верувај ми, апсолутно. Не, сега да седнам и да ја објаснувам кој сум бил. Никогаш Добре, јас те знам уште од пионерче во Вардар, да, секогаш си оставаме бил самите- стабилен и си останал, Да. што велиме, нормален. Види Зоки, оставаме самите Не те како занела онаа Не, слава и тоа. никогаш. Значи ние оставаме и децата наши самите како растат да си сватат кој што работил и кој што бил. Па да сватат и самите дека треба со труд и напор во она што ќе се определат во животот да пробаат и они да направат нешто во таа професија во кој што Без протекција. некој Нема сака да биде да се докажува. Апсолутно е, апсолутно. Тука кај нас нема. Ние така сме растеле, сме се развивале, така и ќе ги учиме апсолутно. Добро, Дарко. Еве ти посакувам се најубаво во животот, во семејството, Исто и на керкичките да се развиваат, да Фала. растат, ги да поздравиме. станат и тие име и презиме во своите области како што беше таткото и мајката. Фала Зоки, да ги поздравиме И сите гледачи. Јас би посакал што побрзо да те видам повторно назад во фудбал. Па еве да Што се друго? надеваме сите ние што го сакаме фудбалот, и публика, и ние што сме биле активни учесници, и ти си бил фудбалски работник. Значи да еден ден сигурно нашиот фудбал го видиме на многу повисоки гранки, некако што е денеска. Еве не мора ни јас да бидам ништо во фудбалот, ама бар да го видиме стварно да биде многу повисоко него што е. Благодарам уште еднаш Фала за и на вас разговорот. Почитувани гледачи, тоа беше нашата фудбалска и спортска воопшто легенда Дарко Панчев, фудбалерот на Македонија на минатиот век, би рекол фудбалско име кое има и антологиска вредност.